Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Господ Исус Христос вели: покајте се, зашто се приближи небесното царство. Овие зборови се уште важат и ќе важат се до неговото второ доаѓање. Мојата тема за денес е покаяние. Покаянието е основна тема на Библијата. Тоа е единствениот начин преку кој човекот може да се врати кај својот небесен татко Бог. Зборот покаяние, како таков, во Стариот Завет е употребен преку 45 пати. Еврејскиот збор нахам, преведен со покаяние, имплицира потполно жалење за своите гревови и вистинско кајање пред Бог, заради истите гревови. А пак, оригиналниот текст, старогрчки, зборот метаноија, е сроден со овој еврејски збор нахам, а тоа значи тоа е свртување од еден во друг правец, односно од себе и својата волја и себичноста кон Бог и Божјата волја. Пророкот Езекијел напишал вака: покајте се и отврлете ги своите идоли. Одвратете го своето лице од сите ваши нечистотии, или во други преводи, вашите гнасности. Покајте се од вашите гревови, за да не ве уништи беззаконието, зошто да умрете, народе мој. Јас немам благопријатно расположение во смртта на оние што умираат, зборува Господ Бог. Затоа, вратете се и бидете живи. Тоа го рекол пророкот Езекијел во 14 глава, од книгата 18 глава и така натаму. Пророкот, односно пораката на Јован Крстителот во Новиот Завет и на Господ Исус Христос беше со истата содржина, како и на пророкот Езекијел. Тие го повикуваа народот велејќи: покајте се, зашто се приближи небесното царство. Тоа е запишено во Матеј 3 глава 2 стих. Ако го разгледаме самиот збор покаяние, или ќе сватиме кои се погрешните сваќања за самиот збор покаяние. Покаяние, како прво, не е кога некој е убеден дека сите настани запишани во Библијата се вистински. Човек може да верува во Библијата дека се што е кажано внатре е вистина, но сепак тоа да не го доведе до спасение. Еве зошто. Например, цар Ирод, кој се плашеше од проповедите на Јован Крстителот и ги сметаше за вистински, тој сепак не се покаја, остана за секојаш во своите гревови. Зошто? Затоа што сметаше дека тој треба да живее себично и да извршува својата волја, без да му угодува на Бог. Како второ, покаяние не е само сентиментален израз на жалење или побожно осудување за своите погрешки. Има еден таков старозаветен човек по име Исав, братот на Јаков. Тој иако сакаше да го наследи благословот од својот татко Исак, сепак беше отфрлен. Зошто? Затоа што не најде место за покаяние, иако го беше молел дури со солзи. Тоа го пишува апостол Павле во Евреите 12 глава 17 стих. Потоа имаме друг пример во Новиот Завет. Јуда предавникот. Откако го предаде својот учител Исус и откако согледа дека направи голема неправда, тој се покаја, жалеше, но неговото покаяние и жалење не беше пред Бог, туку пред самиот себе. Леле, што направив? Каква грешка направив? Така што од депресивна жал во себе си беше принуден, некако да кажам, да си го одземе и драгоцениот живот. Народот исто така, израелскиот народ, откако ги виде настаните што се случија на крстот со Исус Христос, настана темнина, се случија големи чуда, се удираше во градите тој народ и жалеше за сторената неправда кон Исус Христос. Но таквото покаяние не донесе плод пред Бог. Тие иако согледаа дека тој е навистина Божи син, тоа не ги оправдува пред Бог. Како трето,
Покаяние не е само реформа, односно некоја мала поправка, па дури и крупна поправка на сопствените грешки. Некој може да направи огромен пресврт во својот живот, така што промените да му бидат уочливи во јавноста, но тоа не значи дека таквиот пресврт е плод на Светиот Дух или на вистинско покаяние. Тоа може да биде, знаете што? Животен процес на менување и созревање на човечкиот живот. Како четврто, покаяние не е затоа што некој ќе ги врши побожно своите обреди во својата локална црква каде што живее. Тоа често пати луѓето го прават за задоволување и помирување на својата собствена совест. Например, фарисеите тоа го правеа на најоригинален начин. Тие, иако имаа обредни богослужби во синагогата, сепак Исус не им ги признаваше, бидејќи нивниот живот потполно не се усогласуваше со Божите стандарди. Нивните молитви беа неискрени, нивните обреди беа безвредни, а како резултат на тоа, животот им беше јалов и бесплоден. Кои се плодовите на вистинското покаяние? Видовме што не е покаяние, но сега да видиме кои се плодовите на тоа покаяние, на вистинското. Плодовите се покажуваат од моментот на своето вистинско жалење за собствените гревови. Павле за тоа ќе рече вака: жалењето за Бог предизвикува неопходно каење за спасение, што значи човекот се кае пред Бог, а световната мака доведува до смрт. Тоа е запишено во 2 Коринтјаните 7 глава, 10 стих. Псалмистот вели: јас ќе го кажам своето беззаконие, ќе тагувам поради својот грев. Тоа е во Псалм 38, 18 стих. Што значи покаянието е внатрешна тага, жалење за својот грев, што сум го направил и што си го направил пред Бог, заради сторените гревови, од младоста, од детството до денешен ден. Како второ, покаяние е признавање на својата неправда. Псалмистот вели: реков, ќе ги исповедам престапите своји пред Господ. Тоа е во Псалм 32. Многу е важно ова да се забележи, дека престапите се исповедуваат само пред Господ, а не пред човек или пред некој светец кој што го прогласуваат за светец. Ниту еден човек, библиски личности, Павле, Петар, Јован Крстител и било кој што е спомнат во Библијата, ние не можеме на нив да ги исповедуваме гревовите. Не сме во состојба, ниту пак можеме да бидеме послушани ако се молиме на нив. Библијата вели само еден е посредникот, а тоа е Господ Исус Христос, на кого сите молитви треба да му ги упатуваме. Мудриот Соломон, да го наречеме мудар, затоа што навистина има прекрасни мудри изреки од него дадени во Библијата, напишал вака: кој ги крие престапите своји нема да напредува или нема да успее, а кој ги исповедува и ги напушта, ќе добие милост од Господ. Изреки 28, 13 стих. Потоа, покаяние, вистинско покаяние е напуштање на своите гревови, оставање, заборавање. Не е доволно само да се жали за нив и да се исповедаат пред Господ, туку мора потполно да се остават и никогаш повеќе да не се повторуваат истите, за кои знаеме дека сме жалеле. Пророкот Исаија напишал вака: барајте го Господ додека може да се најде, повикувајте го додека е близу, нечистиот нека го остави својот пат и неправедникот советот свој. И нека се обрне кон Господ и ќе добие милост од Господ. Исаија 55 поглавје. И како четврто, вистинското покаяние е да го замразиш гревот и во себе и кај другите. Да не се мразат луѓето, туку да се мрази гревот и кај себе и кај другите. Пророкот Езекиел, што го спомнав на почетокот, вели вака: ќе ве расеам по сите краишта на светот, се мисли на Израел, но пак ќе ве вратам во земјата на вашите татковци. Таму ќе се сетите на вашите патишта и на сите ваши зли дела што од нив се онечистивте.
И тогаш ќе се згнасите од самите себе и од вашите расипани постапки. Езекијел 20 глава. Многу е важно прво човек да се согледа дека е грешник, потоа да признае пред Господ дека е грешник, потоа да ги остави гревовите и на крајот, според зборовите на Езекијел, да ги замрази сите гревови, за да не ги повторува. Како настанува самото покаяние? Како прво, тоа е резултат и осведочување на Светиот Божи Дух, на Светиот Дух. Исус вели, ќе ви го испратам утешителот. Тоа значи Светиот Дух, а кога ќе дојде тој ќе го изобличи светот за грев, за правда и за суд. За грев, дека не веруваат во мене, за правда, зашто јас си одам при својот татко и веќе нема да ме видите, и за суд, зашто принцот или кнезот на овој свет е осуден, а тој кнез или принц е сатаната, ѓаволот. Тоа е запишено во 16 глава од Евангелието според Јован. Како второ, што е вистинско покаяние преку зборот на Евангелието. Библијата е жив збор, кога човек ја чита, не може да остане рамнодушен. Таа книга, наречена Библија, ќе те промени. Зборовите нејзините бодат како со нож. Например, на денот на Педесетницата, кога или на Духов ден, така што го вели народот, Петар му зборуваше на народот. Тие од пораката беа толку нажалени, што на крајот рекоа, што да правиме за да се спасиме? А одговорот на Петар беше, покајте се и обратете се, за да ви се избришат вашите гревови. Што значи, во зборот е силата. Кога човек ги слуша Божите зборови, неговото срце се менува. Како трето, покајанието е Божи дар, не е наша заслуга. Тоа не е човечка заслуга. За да не се пофали никој пред Бог, Бог го воскресна Исус од мртвите, за да му даде покаяние и опростување на гревовите на Израел. Но тоа не се однесува само за тој народ, туку и за сите народи на земјината топка и за нас, македонците. Како четврто, покајанието понекогаш доаѓа преку казна Божја казна. Библијата вели, кој јас сакам, нив и ги карам и казнувам. И така, биди копнежлив и покај се. Тоа Бог го прави преку болести, преку сиромаштии, непријателства, неспокојства, војни и така натаму. Редно е нашиот народ и народите околу нас и сите на земјината топка да сватат дека сите тие епидемии, војни, можат да резултират да се размисли и за покаяние, а не само да очекуваат дека ќе се смири состојбата и повторно да одат по своите патишта. Со самото покаяние се допрени интелектот, емоциите и волјата. Како прво, интелектот ги прима Божите информации и ги разработува. Емоциите се менуваат, а волјата се менува за да се служи на живиот и вистински Бог. Такви примери има многу во Библијата. Како што се браќата на Јосиф, градот Ниневија, заблудениот син и така натаму. Што добива човекот преку покаяние? За возврат човекот добива спасителна вера, која му дава сигурност и надеж во животот. А што е многу важно, по смртта. Тој се обезбедува вечен живот. Тоа е место каде што смртта ќе биде непозната. Страдањата, болестите за секој заборавени. Тој со таа вера добива опростување на неговите гревови, на нашите гревови. А тоа го дознава благодарение на Светиот Дух, кој е гаранција или залог за вечниот живот. Светиот Дух се добива во мигот кога човекот ќе се покаја од сите своји гревови. Кога еден грешник се кае, вели Библијата Исус, тогаш сите ангели на небото се радуваат, што значи радоста ќе биде единствена животна преокупација во небото. Библиската терминологија тоа го нарекува наново раѓање или нов живот во Христос,
Pavle veli, ko je vo Hristos, to je novo sozdanje. Старото помина, ете се стана ново. Овој нов живот можеш уште денес да го добиеш, но пред да го добиеш, мора да се покаеш. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине, туку да има живот вечен. Нека му е на Господ слава во сите векови. Амин.